да креираш, да смислуваш, не само да донесеш одлука дека сакаш. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во ова видео има да разјасниме нешто што многу луѓе мислат дека се во право, ама не се во право, гарантирам. Зашто се работи? Темата е луѓето сакаат нешто, си донеле некоја одлука дека ќе направат нешто, сакаат да бидат нешто, било што, ама прават спротивно од тоа што треба да прават за да бидат тоа нешто што си го замислите во главата. Зашто е тоа така? Затоа што како прв причинител е тоа што нема дисциплина. Не се одговорни. Немаат можеби самодоверба. Не се одлучни. Се двоумаат. Може да биде се од ова што набрав причина за кој што го прават спротивното на она што си го замислиле во главата. Пример, ја ќе скажам конкретно за мене. Сакам да снимам на YouTube видеа, било забавен карактер, било едукативен и некои глупости што моментално ги гледате на Балканов, балканските јутубери што прават. Сега, јас, за да бидам јутубер, потребно да отвориш YouTube канал, па да почнеш да снимаш видеа, па постојано да си редовен. Ако јас тоа не го правам, немам можност, не можам ни всушност да бидам јутубер. Дали се разбираме? Па тоа истата работа со било што друго што се замислиле. Сакате да бидете здрави, ама не практикувате ништо што може да придонесе до таа цел вие да бидете здрави. Не може. Зашто? Зашто јадете брза храна. Ајде, брза храна, ако вежбате тоа може да се согори. Пиете газирани сокови, алкохолни пјалаци, што штети многу. Можеби вие изгледате убаво однадвор, меѓутоа дека е битно и убавината однатре. Ако организмот е слаб, надворешноста нема многу да издржи. Исто и со кола. Однадвор, каросеријата е бомбона, свети, нема проблем. Црвена, плава, бела, жолта, каква сакаш боја. Ама што е проблем? Дали моторот здрав? Внатре организмот, како функционира, како се однесува вожња и се тоа. Дали се разбира? Ако не е здрав моторот, ќе со текот на времето ќе се расипе месец, 2, 3, година, 2. После што каросеријата е џабе и ќе скапува додека не се смени некој нов мотор. А тоа кој човекот е многу тешко. Пример, трансплантација на срце, што е доста голем ризик и некој не би сакал нешто такво да има проблеми со работата на срцето, односно целиот систем на срцето, се што е поврзано со него. Пошто сите работи на нашето тело се поврзани. Затоа, ако сакате да бидете здрави, морате да практикувате, значи да ги избегнувате лошите навики. И да коментирам нешто. Има луѓе што стануваат наутро, викаат дека без кафе не може да се разбудат. Односно да се освестат. Јас не пијам кафе никогаш. Може сум се напил Нескафе така, кога сум бил со друштво, меѓутоа не е во ред кафе да пиеш. Зашто? Кафето прави дехидрација на телото. А вие, пример, сте имале сон, сте легнале околу 10 до сабање до 6-7, не знам, околу 9-8 часа таму. И сега вие, наместо да си напиете вода, да направите хидратација, вие пиете кафе и покрај дехидрацијата која што ја има телото кога станете наутро, бидејќи цела ноќ вие спиете 8 часа, ништо не правите, ниту се движите, ниту јадете, ниту пиете, нормално дека дехидрира. И тоа е природно, нема потреба да се плашите. И вие наместо наутро кога станете да се напиете вода, вие пиете кафе, што е многу погрешен избор.
пиењето вода е многу здраво. И веднаш ќе почувствувате како водата се спушта надолу кон телото, низ тревата. Тоа е прочистување. 1 до 2 чаши доволно е за наутро, ништо повеќе, а има и добра комбинација. Сега малце ќе осетите дека е онака ќе ви доаѓа чудно, се раствара лимон, се цеди во една чаша од 240 мл, значи едно лимонче. Вода, препорачано е со филтрирана, значи не од чешма, пошто има бигор, хлор, тие работи кои што не се здрави, може да се создаде камења во бубрек, ама ние пиеме сепак на Балканов. И сода, едно лажиче кафено за кафе што ставате. Колку е тоа, околу, не знам, околу 20 нешто грама. Тоа првин ставате вода. Првин ставате лимон, цел го цедите, потоа содата. Ќе направи како експлозија. Буквално како пена. Ама тоа е здраво. Ставате водата после, пиете. Истото го се случува во вашето тело, може да го почувствувате. Тоа се прави на гладно срце. После половина час можете да јадете доручек. И да, многу е битно кога станете во првите 60 минути, ако не доручкувате, тоа веќе не се нарекува доручек. Вие сте го прескокнале доручек. И што и многу луѓе мислат дека се хранат здраво, ама не се хранат. Со тоа што го прескокнуваат доручекот во првите 60 минути. Ја не велам да направите некои специјалитети, него можете нешто банана, јаболко, нешто цапале. Можете нешто лесно што вашиот желудник ќе може да го свари тоа. Имате бадеми, имате ореви, имате, не знам, сабајле, имате мед, можете вместо тие кафени шеќери. И да, исто за да се разбудите многу ефективно по правењето на овие работи, значи, пиете вода, а потоа пиете лимон цел, сода, едно лажиче кафено и вода, по можност филтрирана. По тоа, за кога ќе го завршите, ми се напомни моментално мемориската со меморија. Сега, кажав нели тоа со сода, лимон и ова, тамо застанавме да се измешат и се испијат по внесувањето на првата чаша обична вода кога се напиете. Зборивме за да се разбудите многу полесно без кафе. Кога се миете сабајле во тоалет, не одете да се миете на лавабото само лице, туку слободно можете без никакви шампони и тие работи да се оладите со ладна вода. Значи најефективно е и да имате повеќе енергија во денот, наутро кога станете да се избањате со ладна вода или истуширате. Сакате само тело, сакате со се коса, со се, да знаете дека е многу ефективно и е многу здраво за кожата, за косата. Ви уверувам, че го практикувам, веќе фатив некој темпо од јуни, нема проблем. А ако не разбирате што е тоа, слободно може да пишете Wim Hof метод на YouTube, ќе ви се отворат од човекот неколку видеа, ќе ви објасни он, се практикува тоа постојано, има доста добри резултати, а и телото станува поалкално, што значи дека нема никаква можност да ви бидете повторно болне, се мафтате по доктори, тие работи. Посебно во оваа ситуација никој не сака да дојде на доктор. Ако не знаете што алкалност, имам видео, ќе биде во дескрипција или пак тука ќе го закачам негде лево десно, ќе видам. И да, тоа е многу здраво да се бавите со ладна вода. И во првите 3-4 часа по станувањето не ги допирајте
тие некои телефони на социјалните мрежи. Зашто? Па сте посакале, например, денеска да направите нешто добро, да промените, да успеете, а ако видите нешто на интернет, може тоа да ве стави во депресија. Колку и да сте вие јаки психички, сепак влијае тоа, многу информации не се на добро за човекот, особено по станувањето наутро. Да, тоа е што сакав да кажам накратко. Луѓето, значи, прават се, но спротивно од она што го посакале. Ако во главата сте замислили да бидете, не знам, најдобар музичар, пејач, не знам, композитор, писател, па не можеш да бидеш ако не почнеш, затворам се за писател, ако не почнеш да пишуваш, да креираш, да смислуваш, не само да донесеш одлука дека сакаш, потребно и да делуваш. Истото и за пеач. Не може никој да биде пеач ако не пее, ако не вежба, ако не го тренира гласот, ако не ги учи ноти, и не знам тие некои работи таму, не се разбирам многу. Така да, се што сте замислиле, потребно е да делувате. Ако не делувате, не може да се оствари, не може да бидете тоа што сакате да бидете. Дали се разбираме? Оставете лайк ако ви се допадна ова видео, ако ви го обяснив и разбислив овие работи. Доколку сакате уште вакви видеа, слободно ќе видиме колку поддршка ќе има во видео. Ако има доволно поддршка, ќе ви втор дел. Малку подлабоко ќе навлезам и од психолошки, филозофски секаков аспект. Ние се гледаме во следно видео. Мамнете го субскрайб бугмето. Поздрав!